Македонија и Косово со најскапи телекомуникацијски услуги во регионот. Ова го покажуваат споредбите на ценовниците кои се јавно достапни. Во Србија постпейд пакетите се движат од 10 до 25 евра, во Грција до 30 евра најскапите, Албанија од над 10 евра до 20 евра, во Косово предплатата за телекомуникацијски услуги е од 10 евра до 43 евра. Во Македонија за постпейд се плаќа и до 50 евра. Припейд пакетите се поевтини, во секоја земја има различни цени кои се движат од 5 па до 25 евра. Во моментов од европските земји само во Македонија и Албанија има 2 мобилни оператори и се обележани со црна боја на мапата поради недоволно развиена конкуренција во оваа област. Наскоро Македонија ќе добие и трет мобилен оператор, со што се очекува цените да паднат. Па се надеваме дека цените ќе ги намалат. Тоа што е најважно за нас. Па од услугите да. Глобално сум задоволен, ама цените нормално, што се по-ниски, поубави. Подобра конкуренција ќе биде, подобро за сите. Два, да, уште еден кој ќе има, мислам дека ќе биде подобро. Очекуваме да се намалат цените, да. Барем за 30% пониски. Па добро што е поголема конкуренцијата, нели, тоа и пониска цена. Тоа барат граѓаните. Во петок ќе се отворат понудите од компаниите што покажале интерес за влез на македонскиот телекомуникацијски пазар, пошто ќе следува јавно наддавање. Во трка од она што е засега познато, во јавноста влегуваат најмалку 3 оператори. Едниот е One Македонија телекомуникации, фирмата што унгарската 4IG ја регистрираше во земјата. Вториот е E&PPF Telecom Group, меѓународна телекомуникацијска и инвестицијска групација, која е активна во Бугарија, Словачка, Унгарија и Србија, и третиот Bitstream Mobile, македонска фирма за телекомуникацијски и интернет услуги, која според достапните информации во моментов нема ниту еден вработен, ниту било какви приходи. Унгарската 4IG важи за најсериозен играч.